Разговараме за гейминг, разговараме за видеоигри и македонска гейминг индустрија. Индустрија која што има голем потенцијал, има многу пари и прашуваме каде е Македонија во целата оваа приказна, но и најавуваме еден настан што ќе се случи во февруари. Тука ќе го споменеме и мапирањето кое што се одржа исто така на гейминг индустријата во Македонија, секако со помош на Македонската асоциација за развивање на видеоигри или низината кратенка е Магда. Ова утро посакувам добро утро на еден од основачите на ова здружение, Даниела Спасовска. Добро утро на асоциација, се извинувам и добре ни дојдовте. Благодарам. Македонска гейминг индустрија, светска гейминг индустрија со многу пари, со многу голем потенцијал и многу голем развој во изминатиот период, затоа веднаш почнувам со прашањето каде е Македонија како мала земја во целата оваа приказна со оглед на успесите кои што ги имавме во геймингот изминатиот период од наши геймери? Всушност, прво да направиме разлика, има доста разлика помеѓу гейминг и гейм девелопмент. Значи, ако гейминг се оние кои што ги играат дигиталните игри, видеоигрите, и всушност некои од нив се надпреваруваат, затоа што може човек да игра и без да се надпреварува. Гейм девелопмент се всушност програмерите, дизајнерите, уметниците, сценаристите, режисерите, кои што стојат позади. Да, и кои што ги создаваат дигиталните игри, и тие всушност самиот процес на создавање на дигитална игра се вика развивање, најверојатно заради самиот термин што е поврзан со софтвер. Така. Каде е Македонија во целата оваа приказна во однос на развојот на ова како индустрија, како гранка, па потоа малку, или во ова прашање можеме да ги стакнеме и предизвиците со кои што се соочуваат? Вака, како мала земја, индустријата е навистина мала кај нас. Значи, штом сте го читале мапирањето, знаете дека има нешто малку повеќе од 20 студија и индивидуалци кои што работат во Македонија. Една е поголема компанија, всушност може уште две да ги наречеме дека се компании со малку поголем обем. Но всушност македонската индустрија зависи од малите студија, односно тие ја создаваат. Малите студија кои што создаваат авторски игри, кои што самите ги наоѓаат своите инвеститори и своите издавачи, кои што се борат да речеме да добијат грант во ФИТЕР, и некои од нив добиваат, така да всушност тие се студијата кои што ги носат новитетите кај нас на пазарот. Затоа беше спроведено и мапирање, тоа не случајно го споменав, од страна на 3 професорки, поддржано од вас како Магда. Да, и поддржано од Британски совет. И од Британскиот совет. Да, и тоа беше одлично мапирање, затоа што ни беше дадено можност да видиме каде сме со... И многу значи, вчера баш го предпрочитав и јас, за да видам што би требало и тука да зборуваме. И всушност мапирањето е одлична слика каде се наоѓаме и на што треба да работиме следно, што е добро кај нас, ама дека има уште многу работа и многу пат да се помине. Еден од предизвиците со кои што оваа индустрија, оваа гранка се соочува е тоа што не е третирана посебно. Еве, ако зборуваме за предизвиците, што тоа значи и што би значело доколку се промени ова? Вака, ако да речеме дека гранката се наоѓа некаде помеѓу дигиталните уметности, или уметноста воопшто и IT индустријата, и со самата тоа е сместена во IT секторот, мислам дека подлежи на правилата, законите и заштитата која што им следува на IT секторот и на уметничкиот сектор. Од друга гледна точка, не сме одделени посебно заради тоа што најверојатно се уште не сме доволно големи да бидеме препознаени како посебна гранка во општеството. Тоа е нешто за кое што всушност Магда треба и да се избори. И ние со тоа се бориме, во таа смисла работиме на тоа да бидеме повидливи надвор од другите сектори. Настаните кои што ги правиме, конференциите кои што ги правиме и самото мапирање треба да не однесат до тоа. Но пред да не однесат до тоа, треба да не однесат до многу поголем број на студија кои што исто така ќе остават впечаток и кои што ќе направат да речеме до поголем обрт на луѓе на пазарот. Сега се соочуваме, само да не биде тоа некој од следните прашања. Нема проблем, нема проблем, ако имаме некој подпрашање. Сега се соочуваме со момент дека имаме многу млади луѓе кои што се заинтересирани да прават игри, влегуваат во факултетите за дигитална уметност, на факултетите за IT технологии и компјутерски технологии. И всушност тие луѓе како подоцна како професија избираат нешто сосема друго. Например, одат да работат во некоја IT фирма од сосема друга област или работат дигитални уметност во сосема друга област. Или уште повеќе заминуваат во странство и таму работат некогаш игри. Тие кои што заминале од Македонија во странство да работат игри се многу успешни. Тоа значи дека ние нешто ни недостига тука за да ги вратиме назад или за да ги задржиме на почеток. Една од работите која што ние мислиме дека ни недостига во Македонија е поголема компанија
кое што би било одлична база за рекрутација на млади луѓе, кај што тие би се обучували, подоцна би создале своји, тоа ги нарекуваат independent студија, значи независни студија, мали студија, од каде што би излегла најдобрите идеи. Ние се уште немаме таква компанија, односно единствената компанија која што е поголема е од областа на hyper casual games. Тоа се игри кои што се релативно детски, релативно лесни игри, значи ги немаме оние AAA компании кои што всушност се, ако ви кажам дека секоја од земјите во околу нас, односно од регионот има барем по една компанија која што работела AAA, а кај нас компанија која што работи AAA е влезена само во едно училиште, односно тоа е добро, но влезена е во училиште кое што е за образование за дигитални игри. Ние не сме ги сретнале како не доаѓаат во директно во бизнисот. Не видливи сме како земја за тие компании. Так. Но Србија, Бугарија, Хрватска се видливи, Словенија. Добро, ако знаеме дека во тоа еднината, еве, не само за гейминг индустријата, ако како IT го земеме цел сектор и ако знаеме дека тоа е еднината, дека тоа е клучот како можеме да ги менаџираме младите, како можеме да ги задржиме младите дома, па некои да ги вратиме дома. Еве, зборуваме за индустрија која што е во подем. Јас ги споменав, тоа е различно, ги споменав геймерите, меѓутоа ако би го составиле сето ова во една приказна и нивните успеси влегуваат во целата оваа индустрија, нели, кога ете зборуваме за парите кои што се добиваат и слично. Има ли слух државата, имаат ли слух институциите за тоа што го работи вашата асоциација и за предизвиците кои што треба заеднички да ги решавате, на кои што им укажувате? Дали сте оптимисти дека во догледно време, додека ние пробуваме овие основни работи да ги средиме, нема државите од регионот повторно да ни го соберат медот, како што јас викам? Не го собираат медот, не? Па да ни го соберат кадарот, да ни ги соберат, нели, инвестициите од страна на... Всушност инвестициите никој не може да ги собере, затоа што она кој што се случува на сцената за гейм девелопмент е толку многу што има место за сите. Аха, добро. Тие не може да ни го соберат кадарот, но сепак колку сме побрзи, толку подобро ќе биде за нас. Заради тоа што всушност ние сме тие кои што треба да ги привлечеме назад. Многу е во ред секој млад човек да оди да научи нешто во странство и да се врати. Малку се тие кои што се вратиле, тие кои што се одлично во странство се многу. Работата која што е во Македонија дека можеби ние треба да сме како организација и воопшто самиот сектор, значи компаниите се тие кои што треба да ја укажат повеќе и да ја образуваат државата, е така да кажам, затоа што институциите сами по себе можеби се во систем во кој што и не е толку лесно да пристапат и да ги сватат дигиталните игри. Сега вие замислете да му го објасните тоа на човек кој што цел живот работи право или економија или медицина, дека да речеме утре неговата професија може на некој начин да се вежба преку дигитални игри или кој што работи спорт можеби полесно ќе не свати дека нешто може да се вежба низ дигитални игри, меѓутоа другите области другите сфери е многу потешко да се објасни. Дури некојаш и на IT сферите е тешко да им се објасни дека дигиталните игри во светот се, да речеме, многу подобро развиени како IT сфера, отколку што, на пример, банкарскиот софтвер. А кај нас банкарскиот софтвер е далеко поразвиен и далеко подобро платен, отколку, да речеме, изработување на развивање на дигитални игри. Ние се соочуваме со таков проблем. Имаме одлична поддршка од IT компаниите кои што ја разбираат сферата и секоја година кога правиме настани, тие компании доаѓаат и не поддржуваат и ги охрабруваат младите луѓе и ги охрабруваат со тоа да продолжат тука, некогаш ги охрабруваат и со тоа што ги викаат кај нив да работат. Тоа е одлично нешто, затоа што всушност нашите настани се место каде што може да се види што е ново и што се нуди на пазарот, односно што нудат компаниите најново. Меѓутоа, ние сме тие кои што треба да ја образуваме државата. Еве да речеме, тоа не е критика кон нас, него да речеме начин на воспоставување на комуникација. Дека гейм девелопментот во Македонија треба да искомуницира малку подобро со државата, за државата да има како да одговори. Сме направиле обиди, меѓутоа државата, нашата држава е место каде што и секоја држава мисла, кај што често се менуваат луѓето кои што се на одредена функција. Ако да речеме не сме биле разбрани од човекот претходно, треба да се обидиме со човекот кој што дошол сега, кој што е на функција на одредено место. И мислам дека ќе успееме, ако бидеме доволно упорни, ќе успееме затоа што млади луѓе доаѓаат да раководат со државата се повеќе. Убаво е ова да се слушне, мислам дека ќе успееме и навистина ни треба таа мотивација и тој ветер во грб, посебно ете кога станува збори за оваа индустрија. Околу правната регулатива сакам малку да прокоментираме како е тоа решено кај нас. Значи,
игрите не се, мислам дека не се спомнати во ниедна правна регулатива, затоа што дури кога се правеше мапирањето на креативните индустрии во Македонија, игрите тогаш беа, па да речеме дека тогаш беа толку аутсорсинг во Македонија, што воопшто не беа ни спомнати во креативните индустрии како такви, не се спомнати во правната регулатива, но тие се софтвер и секогаш како софтвер ќе може да бидат заштитени како секој останат софтвер и да се исправат пред правото како секој софтвер. Тие се креативен производ и како секоја уметност од дигиталната сфера или воопшто уметност, тие може да ги заштитат своите авторски права. Така да од таа гледна точка мислам дека државата има закони на кои што можеме да се осврнеме, иако не се директно наменети за дигиталните игри. Оно кој што ме прашавте за препреки со кои што се соочуваме и за поволности. Значи, зошто геймингот е всушност одличен кај нас? Заради тоа што ние имаме одлични интернет конекции, имаме луѓе кои што имаат достап до софтверот или до апликациите, имаме луѓе кои имаат достап до игрите. Веќе луѓето можат и да ги купат тие игри. Кај нас играчници за дигитални игри постојат многу одамна и геймингот е лесно да се практицира, лесно е да се вежба кај нас, заради тоа што постои култура на гейминг веќе многу години назад. Па што што јас се сеќавам како помали одевме во такви играчници Кантер да играме така, на... и тие луѓе подоцна многу големите компјутери. Баш така, и бидејќи таму ги имаше. Сега некои од децата ги имаат и дома, баш деца, затоа што тоа веќе се случува најчесто кај млади луѓе, подоцна мислам дека се губи до некаде таа... Мислам дека веќе возрастната граница тука е разбиена, дека и повозрастните веќе доста се интересираат за... Се интересираат, меѓутоа брзината на рацете е останала кај децата. Ние повозрастните можеме порекреативно да се занимаваме. Да, мислам, некој од постарите геймери треба да ви каже колку му е, дали се уште е толку брз како што бил кога бил помал. Па добро, искуството, кондиција најверојатно. Да, кондиција точно и око. Да. Значи тоа е координацијата рака-око и тоа е всушност една од најдобрите вежби за тоа кажуваат за хирурзите, специјално за тие што работат во лапароскопија. Меѓутоа мислам дека тие се извежбани од самите операции, но еве да речеме она кој што има голема разлика помеѓу гейм девелопментот и геймингот во друг аспект. Дека гейм девелопментот ги развива една различна креативност кај луѓето, значи начин на размислување, додека пак геймингот повеќе развива стратези, развива луѓе кои што се брзи на рака, но пак има други минуси. Секоја професија си има плусеви и минуси нормално. Една од најинтересните работи е што луѓето кои што работат гейм девелопмент, мислам дека е слични со луѓето кои што се на гейминг, речиси да немаат пороци од типот на алкохол и цигари, и тие луѓе единствен порок има компјутерот и тоа стварно испаѓа дека е порок. Ме прашавте што е навистина минус, мислам дека навистина минус е економската ситуација. Имаме талентирани деца што не можат да си дозволат компјутер доволно добар за да создаваат игри. И тоа е еден голем минус и уште еден минус е тоа што како што сме невидливи за големите компании, исто така сме невидливи за компаниите кои што би требало да испратат development kit во Македонија, па така да речеме компанија која што треба да си нарача development kit од PlayStation, треба да отвори дополнителна компанија во Европска унија, да речеме, во некоја или во некоја друга земја каде што е дозволено да го увезе тој да речеме тој цел пакет за работа и всушност подоцна да го донесе во Македонија, тоа е доста комплицирано. Так. Или двојното доначување. Еднаш плаќаат данок на сервисите каде што ги продаваат игрите и повторно на парите кои што ќе стигнат во Македонија плаќаат данок. Има за ова некаква најава дека конечно бидејќи многу се зборува дека ќе се среди, имате некој... Видете, кај немам, јас лично немам најава за тоа дека ќе се среди, луѓето ми го имаат кажано како проблеми дека како единствен начин на решавање е да имаат повторно компанија или соработник кој што е во странство и преку кој што, ама тоа не е начин да го правиме во државата, преку кој што привремен начин е точно. Даниела, и накратко за крај, од 3 до 5 февруари на Финки Global Game Jam Македонија 2023, што е ова? Тоа е 11-то издание на Global Game Jam и ние мислам дека сме една од земјите кои што најдолго го одржува Global Game Jam. Гледам дека некои земји сега влегуваат во 10-тиот јубилеј. Јас имав шанса да се сретнам со поранешната директорка, која што доскоро беше директорка на Global Game Jam и таа кажа дека многу се радувала кога видела дека Македонија 10 години одржува Global Game Jam. Инаку на тој надпревар редовно сме едни од најмногу учесници по глава на жител во земја, значи имаме стигнато до 5-то место, да речеме околу нас да бидат Норвешка, Шведска, што се далеку поразвиени во однос на гейм девелопмент. Ова е настан на кој што секоја година, кога го одржуваме, сретнуваме млади луѓе и наоѓаме нови идеи. Односно, не ги наоѓаме ние, туку тие ги презентираат тие своји нови идеи.
И затоа и овој настан го одржуваме толку многу години, заради тоа што ми се чини дека е едно од има 3 настана кои што, но другите ни се релативно нови, кои што се исто така во форма на Game Dev, во форма на Game Jam. Меѓутоа, овој настан мислам дека е најдоброто место за тоа да дојде човек и да види дали сака да работи дигитални игри во животот и дали е тоа неговата професија, затоа што е тоа една голема, така да речем, кошница од пчелички кои што сите работат таму заедно и сите се многу среќни што се дружат. Одлични идеи се развиваат. Одличното тоа што гледаме и средношколци, гледаме и деца од основно училиште, гледаме и студенти, гледаме и професионалци. И сите тие комуницираат заедно и формираат тимови и оно кое што всушност е добро е, и се надевам оваа година, бидејќи има во Скопје и во Битола, некои години имаме и во Охрид, во Битола оваа година имаат малку поразличен концепт и точно тој концепт би требало да донесе нови идеи кај нив, но јас би сакала луѓето кои што ќе учествуваат во Скопје да им кажам дека би било добро да, еве да речеме, идеите што ги имаат и да ги продолжат после настанот, а исто така да не тргнуваат со оние наједноставните игри кои што некако изгледа дека е најлесно да се направат, него еве да речеме ова е место за експериментирање и нека пробаат да направат било што што ги интересира, колку и да е тоа комплексно. Идејата нека не помине низ наједноставна игра, нека помине низ нешто така многу откачено. Така, и за крај, Даниела, бидејќи актуелна е темата изминатиот период за држави кои што анимираат работници да дојдат кај нив, да живеат и да работат, што правиме со оваа индустрија кај нас? Ќе дојде ли момент Македонија да треба да увезува мозоци, да увезува работници, сега пливајки во решавање на овие предизвици за кои што зборувавме, или сега за сега можеме да бидеме спокојни дека и дел од мозоците во вашава индустрија се остануваат дома и решаваат тука, еве, како и вие, да ја градат својата кариера? Сега ќе ви кажам, значи мислам дека она што им треба веќе го увезуваат, затоа што денеска ремоут работата е многу едноставно да се направи. Значи, веќе имаат соработници од странство кои што, да речеме, им се за музика, можеби, или за некој друг дел кој што не успеваат да го покријат во Македонија во одреден момент. Исто така, наши луѓе кои што работат како индивидуални гейм девелопери, работат за странци, самите издавачи секогаш се во странство. Мислам дека таа комуникација помеѓу работници од Македонија и работници од странство во гейм девелопмент постои од секогаш. Значи тоа да речеме една од основните работи дека предности. И предности во таа смисла. Во аспект на разменување на искуство. И не мора да патуваш некаде за да работиш гейм девелопмент, така да ако вака гледаме, мислам дека нема да увеземе директно, меѓутоа дека веќе увезуваме онлайн. Така. Благодарам многу за гостувањето. Чинам дека и како асоциација првпат сте ни гости во Македонија наутро и се надевам на убава соработка. Ви благодарам, искам да ви кажам дека ова е еден од ретките пати да бидеме вака поканети на национална телевизија, специјално на македонска телевизија, мислам дека е можеби и стварно првпат. Тоа што и тоа е многу важно, затоа што ова всушност треба да ни помогне во таа комуникација за која што зборувавме со општеството, да бидеме подобро разбрани.